ми се чини дека е интересна и следнава тема, заради тоа што имаме професорка која што во ова време, кога сите нешто сме на ние дека професорите ни се виновни за се што ни се случува, иако јас не сум генерално на тој став, нели? Веројатно заедно сме сите виновни за се она што ни се случува во образованието. Јас и таа се запознавме кога во Институтот за македонски јазик имаше еден настан и веднаш кликна таа средба заради тоа што таа професорка по англиски јазик, па моето прашање беше од каде ви е тука. И така тргна се. Мотивирачка улога, колку е важна мотивирачката улога на професорите во изучувањето овојпат на странските јазици. Незиното име и презиме е Маја Серафимовска Борозан, таа е професорка по англиски јазик во гимназијата Јосип Брз Тито, иначе гимназија каде што и таа и јас сме завршиле, па сега вие сте таму професорка. Така е. Така е, Кате. Добро утро. Прво сакам да се заблагодарам на поканата во вашата ценета телевизија, да ги поздравам гледачите и моите ученици и колеги од гимназијата. Значи, нашата прва средба беше исто така во Институтот за македонски јазик, каде што јас фактички бев повикана од институтот и во соработка со институтот, значи нашата гимназија и клубот на поети и читатели од нашата гимназија, значи рецитира творби од Ацо Шопов на македонски, на англиски јазик и на другите јазици што се изучуваат во нашата гимназија. Покрај англискиот се изучува германскиот, францускиот, рускиот, италијанскиот, исто така и латинскиот. И за латинскиот е многу важен во изучувањето на сите други јазици, тоа е основата, базата. Исто така морам да посочам дека во изучувањето на јазиците, значи, важно е исто така сите ученици кои што го изучуваат јазикот да се музикални. Значи, музиката е поврзана со јазикот. Да, тоа е основната нитка, значи, ако ученикот има слух, значи ќе има слух и за јазик. Дека јазикот е жива материја и при изучувањето на јазикот, значи, не може да се водиме од основната алатка учебникот. Значи, учебникот ни е основната алатка, кои што професорите го користат, значи во изучување на разни програми, например природните науки, исто така јазикот. Меѓутоа, порано работевме со работни тетрадки. За жал сега се укинати и се сведува на креативноста и мотивираноста на професорот, како он самиот ќе го долови јазикот. Сега при оценувањето исто така мора да се посочи, при оценувањето на јазикот мора да се земат неколку аспекти. Дека јазикот е жива материја и не може да се сведе се кон тестови или усно испрашување, бидејќи наидуваме на различни типови на ученици. Имаме екстровертни, интровертни, некој дете се буни при усно изразување, полесно е писмениот дел. Се околу јазикот, затоа, значи, од моје лично искуство правам диктати, потоа исто така есеи на различни теми кои што се во корелација со наставната програма и во секој клас, значи, кој што предаваме во секоја година. Првата година е најтешка за учениците, бидејќи од деветолетка преоѓаат во средно образование. И сега таа блокада моментално предал во прва година, значи многу е важно пристапот на професорот, како ќе се постави дека наидуваат на нова средина, ново училиште, нови методи на оценување, така да секој дете е посебно. И треба многу да се внимава, значи, како е пристапот кон тоа дете. Значи, сите 34 ученици се различни. Имаме близнаци, па веќе се различни. Значи, од тоа зависи сега во тој контекст треба се надоврземе на темата, нели, што е мотивирачката улога. Ама пред да ве прашам тоа, пред да почнеме со темата генерално, интересно ми е приказната околу тоа како Маја ја избра својата професија. И колку е важно да им објасниме и на родителите, нели, за тоа дека и на професорите, особено и на наставниците, секако учителите генерално, дека треба многу да внимаваат на тоа какви ќе бидат во очите на своите ученици. Да не речам, ако го сакаш својот професор по што и да е, тогаш го сакаш и предметот и задоволство е да учиш и учиш повеќе. Така беше Маја во вашиот случај. Да, во мојот случај, значи, јас кога го почнав изучувањето на англискиот јазик, во тоа време беше од 5 оделение. И мене идол ми беше мојата наставничка Виолета. А идол ви беше? Идол ми беше, да. Мојата наставничка професорка Виолета. И
фактички со неа се поистоветував, сакав некако, значи пред време да ги научам. Работите. Азбуката ја научив пред време, значи сама пројавив интерес кон англискиот јазик. Сакате да станете наставничка и вие. Значи тоа е на таа возраст од 10 годишна возраст, детето се гледа, значи во таа улога јас сакам да бидам тичер, како што е вообичаено. И така да многу е важно, значи независно од предметот. Да. Како професорот ќе се постави, може да е природни науки, математика и детето да се пронајде, да се пројави таа љубов, значи понатаму да ги продлабочува своите знаења и фактички како мене еве, значи да стане професор да изберам таа да изберам таа професија. Да. Значи така е во мојот случај. Така е. Веројатно е и тешко, заради тоа што еве само ако зборуваме за една недела, тоа се колку работни часови по 34 ученици, околу 200 и кусур ученици, да, 7 паралелки по 34, тоа се 240 ученици. 30-40 ученици, 40 ученици. Така е, да. И тешко е да бидеш тука за секој од нив, заради тоа што нели не е ова само фуснота да го кажеме дека треба да се внимава на секое дете, заради тоа што различни се табиетите, како и вашите, на професорите, така и на децата, да се допре некако до секое дете. Можеби оценката ќе биде најмалку важна во тој процес. Никако како да позаборавивме маја на процесот на воспитување заедно со образование. Да, во тој контекст, значи, воспитанието не е важен само тој педагошки дел, меѓутоа ние се поставаме како родители. Значи, во исто време сме и класни раководители, ги слушаме, значи, во таа најсензитивна возраст е пубертет, кога им треба, значи, да ги усмериме, каде понатака ќе се насочат, во кој дел, значи, што ќе изберат како идна професија, дека децата лутаат. Во тој период, значи, не знаат, имаат еден спектар, имаат една визија, меѓутоа, веќе во 4-та година, во матура, кај матура, веќе тоа се дефинира и знаат каде ќе продолжат, понатака. Така е. Мотивирачка улога на професорите, вашата мотивирачка улога, како тргна се? Вие од онаа ваша виолета учевте, па некако ги користите и незините начини на допирање до сите? Па во тоа време, значи, беше класичен тип на школство, нели? Сега го имаме Кембридж. Значи, ние работиме по Кембридж програмата. Меѓутоа, јас, значи, само иницијативно излегов малце од рамките, од маргините на учебникот, така да со надарени деца од прва и втора, дека предавам и у прва и во втора, значи ги водам на разни манифестации. Еве, например, последно што бевме поканети од клубот на писатели на 25 мај, имаше одржување, значи цела недела беше во знакот на шпанската литература, со тоа што учениците рецитираа поезија од Лорка на англиски, на македонски и на шпански. Тоа е многу креативно и децата сакаат, значи, да излезат од рамките од школа, од училницата да искочат. Исто така, во соработка со Американското катче, бевме во посета, значи 25 ученици, тоа претежно се прави вон наставата, да, и тука они наидоа на различна литература, се зачленија, почнуваат да читаат книги на англиски јазик, значи англискиот е секаде околу нив. Значи на телевизија, IT технологијата, значи англискиот е се е на англиски, меѓутоа друго ако го читаат, значи го обогатуваат вокабуларот, полесно се изразуваат и тоа им помага понатака, значи успешно да го положат завршниот испит што е матурата на англиски јазик, бидејќи претежно 90% од учениците како втори изборен предмет го земаат англискиот. Прв е мајчиниот јазик, на математика се определуваат само оние ученици што идат на електро или на техничките, на техничките науки. Таа мотивирачка улога на професорот е многу важна веројатно и во изучување на странскиот јазик, но и во создавање на неговиот профил на личност. Заради тоа што, не знам, јас се сеќавам во времето кога јас пак бев во Јосип Брз имавме, да речеме, завршна приредба, така, па на таа завршна беше представа на англиски јазик, или представа на повеќе јазици, меѓу кои што беше и англискиот, нели, од странските јазици. Имаше многу надарени ученици кои што, нели, беа дел од таа представа и сега се глумци низ нашите театри. Не знам, во тоа време имавме чест Дарко Димитров да ни биде дел од
да речеме, учениците, па и тој имаше своја изведба на чија си на татко ми, така натаму. Колку тој спектар, да речеме, на избор на не само талентираните, туку навлегувањето во психиката на секое дете, па можеби она интровертно, нели, да го натерате да влезе во некој друг свет и да му дадете нови опции. Да, е важно. Тоа е добар аспект. Значи имаме ученици кои што родителите сами не ги препознаваат. Вика, маја, што направи со моето дете? Бидејќи има некои деца што се во деветолетка доста повлечени, меѓутоа, еве во прва и во втора година ги вклучивме во драмската секција. Значи, они сами почнаа да се изразуваат, сами, јас ги учам. Викам, никој не е учен, значи, сами ќе почнете пред огледало. Да. Па како? Пред огледало, викам, ќе изговараш сама, ќе вежбаш. Значи, тоа е мотив, што се вика ветер во грб. Значи, сами, викам, сами мора тоа да го победите. Тоа е како една трема, која што како и секој професор има таа трема. Значи, јас кога сум почнала како професор, знам прв пат кога влегов во училница, гледаш 34 деца, што е ова? Така да таа една препрека барикада може да се надмине само со работа и со помош на професор. Така да има доста такви ученици кои што ги вклучивме и во драмската и во клуб на читатели и во склоп во училиштето направивме, значи, чита настава англиски сонети од Шекспир. Значи, не само англиска литература, значи староанглискиот почнуваат, има голем интерес, многу деца се вклучени и тоа многу ме радува. Што учениците сами викаат што е следно. Тичер, што е следно? Значи, они сами сакаат и пројавуваат интерес. Со тоа, значи, јас се исполнувам како професор и они. И најубаво ми е кога ќе видам насмевката на нивните лица, значи они се срекни, задоволни, јас сум пресрекна. Да. Оценката е релативно, значи... Тоа сакав да ве прашам, сега кога зборуваат многу често и медиумите, и родителите, и општеството воопшто, јавноста, за тоа дека некој е тамо виновен, нели? И најчесто се впирува прстот кон професорите. Какво е чувството на еден професор кога дома ќе дојде и ќе уклучи телевизор и ќе ги гледа вестите и нели, образование вакво, никакво, не ни чини и така натаму. Колку тоа влијае на демотивација воопшто на еден професор? Генерално зборувам, не само за вас. Зборуваме генерално, како за сите колеги, тоа го споделуваме. Еве, нели, на наставнички ќе дојдете така во наставничка канцеларија и сите се гледате и што? Што се прави муавет? Па добро, секоја оваа професија е јавна. Значи, ние сме као на мониторинг, влегуваме во сите семејства, значи, тоа се знае. Меѓутоа, треба да се гледа од позитивната страна. Секој ученик треба да се мотивира да научи за една двојка. Двојката е ништо. Меѓутоа, сепак треба да знае 75% од материјалот. Сега, како тој материјал ќе се изучи, да стаса до таа двојка или тројка, тоа се зависи од професорот. Преку проекти, значи, може презентација, не мора да е сувопарно, што кажав, значи, тест. Да. Зависи детето како, значи самото дете како може да зависи како го перцепира, не може секој предмет да е надарен, да му оди. Значи на некој повеќе му одат природни науки, некој, значи зависи. Некој е лева, десна, да. Меѓутоа да се најде еден баланс и од детето максимум да се извлече. Тоа е се до професорот, до умешноста како професорот ќе го мотивира. Затоа како ги мотивирате вие? Како ги мотивирам? Па тоа е, значи, флуид, кој што ќе се појави. Значи, како вие ќе се поставите према нив, така и они. Строга сте? Како ова е веќе модерно време. Така. Ние не мораме да ги надминеме оние стереотипи. Не можеме да бидеме како професорите од никогаш. Пред декади, бидејќи јас сум професор повеќе од 25 години, значи знам како беше на времето, ги помиравме сите фази, нели, усмерено, реформирано, сега гимназиско образование, така да зависи од професорот. Значи, како вие ќе се поставите, што барате вие, тако фидбек ќе добиете. Така е, да. Значи, најважна улога на професорот е да ги спремиме, бидејќи училиштето е ресурс на кадри. Значи, ако ние направиме добар кадар, ќе имаме добри ученици, идни студенти, кои што понатака добро ќе се вклопат во општеството.
и ќе си ја изберат својата професија, идна професија. Колку во овие 20 и кусур години, колку што сте професор, сте биле срекна кога некој ќе ви се јави па ќе ви рече избрав англиски, таму сум на факултет, или одлично ми оди на факултет, или не знам, стигнав до, не знам, Њу Јорк, стигнав низ Европа да работам заради вашиот англиски добар и научувањето, нели? Има многу ученици, бидејќи порано имаше јазични, доста многу јазични паралелки, сега имаме една-две јазични паралелки, така да од првите генерации има доста што завршија во Америка. Еве, јас го почнав своето образование тука, меѓутоа отидов во Америка, да, и моето знаење сега го пренесувам на моите ученици. Значи, друг е системот во Америка, друг е тука. И сега кога правиме корелација, многу е различно. И многу е корисно тоа знаење да се пренесе, кој им раскажам, им изгледа како приказка. Меѓутоа, многу интересно и сите ги охрабрувам, младите многу се селат, значи сака да ја пробаат среќата надвор. Без англиски, без странски јазици и компјутерите, за жал, тоа е невозможно. Така да они акцент удираат на тие предмети, меѓутоа сите предмети се важни. Подеднакво и се треба да се учи. Кога има мотивирачка улога професорот врз своите ученици, тогаш има и награди. Иако немаме многу фотографии од наградите, но ќе ни раскажете кога е професорот најсреќен? Па најсреќен е кога, добро, тоа е као круна на среќата. Као круна на среќата, да. Секогаш, значи, нашето школа бил организатор на сите надпревари, значи во соработка со ЕЛТАН, тоа е Здружение на професори по англиски јазик и под покровителство на МОН. Значи, јас сум била и тестатор, и организатор, и ментор. И минатата година, значи, секоја година Јосип Брос, значи, има први места, меѓутоа минатата година еве под моје менторство прво и трето место на регионален надпревар и на општински второ и трето. Имам неколку освоени први државни места, така да тоа е нивни труд. Така. Моја сатисфакција е, да, мој подстрек, ако сум ментор, меѓутоа сум у позадина и многу сум горда на тие ученици, на вистина тоа е најголемо задоволство за секој професор, да го види ученикот горе. Така, некаде. Да. Со медаља. Да. Професорке, многу ви благодарам. Нашето време истече. Вие ми рековте што ли ќе биде муабетот. Знаев дека ќе биде вака и подобро да не се подготвуваме многу. Да. Секогаш е убава темата на некој кој што е мотиватор како професор, но во следната пригода кога ќе ни дојдете, да дојдете со деца кои што донеле некакво обележје или одбележале вашиот подстрек, да речеме, кон нивното освојување на првите места. Може така? Може. Ви благодарам на поканата. Да. Поздрав до вас.